Така. На 21.9. оваа година Универзитетот Американ Колеж Скопје му додели титула почесен доктор на науки на професор доктор Филип Котлер, кој што се знае какво име ужива во светот нели на бизнисот, така маркетинг гуру го нарекуваат покрај другото. Што тоа значи за вашиот Американ Колеж? Па значи пред се чест, бидејќи Котлер е, се разбира, по возрастен професор и во текот на својата кариера, значи повеќе од 40 години автор на трудови од областа на маркетингот. Оваа титула има добиено 23 пати, но овој пат е прв пат во нашиот регион, да го речеме во Балканот, и сме посебно горди на тоа што ја прифати таа почест и навистина не прави радосни што е прифатена таа взаемна соработка, да ја наречеме во оваа фаза. Така. Исто така давате поддршка на стручната литература. Да подсетиме дека вие бевте еден од редакторите кога беше промовирана токму книгата на Котлер Хаотика. Па добро, значи во Капитал ни еден од членките во деловниот совет и во рамки на таа соработка, да речеме, произлезе идејата за поддршка на сите страни, на интерактивна поддршка на нивниот проект за прослава на 10 годишнината и обезбедување на Филип Котлер како гостин. Хаотика е многу интересно четиво, би ја препорачал секој да ја види, претпоставам дека има во Капитал и Матица, од наскоро ќе има и на нашата библиотека, и во нашата, се разбира, продавница за книги. Прекрасна книга за кризата во која што сме и како да се справиме со ова. Како да се справиме со оваа криза и со идните кризи. И тука, се разбира, работевме заедно со екипата на Капитал од страна на Американ Колеж, значи јас и асистент магистар Илијана Петровска, кој што вложи огромен труд, преведувачите, лекторите, бидејќи е многу тешко, специфично четиво со нова терминологија, а во Македонија искочи само 6 месеци после оригиналното објавување во САД, така да мислам дека и како држава треба да сме горди на таква брза реакција. Така. Останува време само една порака да упатите до идните млади академици, значи студентите кои што се уште не се одлучиле како да се насочат понатака, зошто треба да вложуваат во своето знање, воедно да ни ги откриете новините, плановите кои што ги има за понатака Американ Колеж Скопје. За сите кои што евентуално не се запишале на факултет, не зборам само на Американ Колеж, туку генерално се разбира, а и на тие што се запишале да се го сватат сериозно, пораката е дека една од пораките во книгата на Котлер дека живееме во информатичко општество, информациите и знаењето стануваат најсилен капитал што индивидуа, организација, група може да го има. Не се говори толку веќе за познавање на факти како знање, туку за создавање компетенции, што е веројатно најтешката приказна, да можеме да се прилагодиме на секакви околности, и на сите би им порачал што можат повеќе да се наоружат со овој капитал, што во Македонија не е премногу скап во однос на останати земји, да искористат таа предност и да се подготват за глобализацијата која што доаѓа, ама уште повеќе ќе доаѓа. Така, јас би завршила со зборовите на милиардерот Уорен Бафет, кој што вели: големо задоволство, навистина убаво кога секој ден со посебен елан се оди на работа, бидејќи тоа кога што го работите со душа, со страст и знаете добро да го работите. Тоа е суштината, создавање на прво каде што ќе може да пополнат такви работни места и од друга страна работни места кои што ќе креираат задоволство, мотивација, се разбира и финанска стабилност и иднина за нашата држава. Тоа е приказната. Ви благодарам многу што бевте дел од нашава емисија. Ви посакувам успех и понатака. Има што да се зборува за Американ Колеж Скопје.